Царев врв на Осоговските планини влегува во наредниот 6-годишен план на владата за развој на туризмот и за инвестирање во изградбата на нов скијачки центар. Според предвидувањата, треба да се вложат вкупно 100 милиони евра, од кои половина се од државниот буџет, а проектот е дел од владиниот интервентен план за инвестиции за периодот до 2027 година. Идејата за инвестирање во овој ски центар не е нова, односно за неа се зборува во изминатите 15 на години, но конечната одлука да се преземе нешто конкретно е резултат на координацијата на градоначалниците од источниот и североисточниот регион. Потврда за прифаќањето на овој проект, паралелно со инвестирањето во скијачки центар на Попова шапка, даде премиерот Заев на неговата неодамнешна пресконференција. Ја развивме и завршена е физибилити студијата за ски туристичкиот центар Царев врв, Осоговските планини. Намерата е да одиме со јавно-приватно партнерство, вредноста е околу 50 милиони евра. Верувам дека со развојот на првиот проект веднаш ќе продуцираме интерес и за вториот, затоа што навистина представува одлична скијачка дестинација. Со физибилити студијата за Царев врв е предвидено на површина од 316 хектари да се изградат поголем број сместувачки капацитети од типот на хотели и хостели со околу 9000 легла. Исто така треба да има над 30 скијачки и патеки за бординг со вкупна должина од 60 на километри, како и соодветни ски лифтови и жичници. Целиот проект е амбициозен и треба да овозможи дополнителен развој на планинскиот туризам во целиот источен и североисточен регион. Дали ќе се реализира според предвидената динамика и во определениот рок, доправа ќе се види. На пресконференцијата премиерот Заев најави и други инфраструктурни капитални инвестиции во регионот, пред се во енергетиката, меѓу кои беа споменати и фотонапонските централи во Кочани. Фотонапонски централи што се реализираат веќе и дел во следниот период ќе продолжат да се реализираат во Македонски Брод и во Свети Николе на државните локации, но на многу други приватни локации. Пуштивме веќе во Неготинско, во Брвеница и на други локации за 60 мегавати, вкупната вредност е некаде околу 40 милиони евра. Фотонапонски централи во Кочани, исто така приватни инвестиции, домашни компании, вредност на инвестицијата 5 милиони евра, завршени се постапките, очекуваме почеток на изградба во следните неколку месеци. За изградбата на фотонапонски централи, општина Кочани веќе продаде парцели со површина меѓу 19 и 24.000 квадратни метри, што се наоѓаат во катастарската општина Тракање. Од нивната продажба беше планиран приход во висина од околу 30 милиони денари.